هي جنة طاب وطاب نعيمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Dragi počituvani braća, od večer pa vo неколку те наредни среди, инша Аллаху Таала, ке разработуваме или ке одработиме една, за мој поим, многу интересна тема. Не е политичка, не е економска, меѓутоа е верско-економско-политичка тема. Значи се однесува за нашиот секојдневен живот и ги третира сите наши болести и сите наши проблеми кои што ние како умет ги имаме. Значи не е мала работа ти да седиш покрај телевизискиот екран и да слушаш како таму денеска се удавиле двајца, тројца избеглици од Сирија, муслимани, или завчера загинале толку, или утре ќе загинат толку, нели? Не му е сеедно на човека кој што верува во Аллах субханаху ва таала и во судниот ден, кога слуша како непријателите на возвишениот Аллах субханаху ва таала се поигруваат со судбината на муслиманите. Како од запад, така од исток, како од север, така од југ. Тоа е она што пегамберот салаллаху алейхи ва салем ни го најавил, нели? Кога рекол дека ова што го живееме ќе се случува. Меѓутоа проблемот е што ние муслиманите не располагаме со доволно стручен кадар од научно-обштествена природа за да бидеме во состојба да се носиме со тие предизвици, да одговориме на тие големи проблеми, да одговориме на тие големи неволји во кои што западнал денеска уметот. Господарот субханаху ва таала вели во Куранот: "Емен юџибул мутарре ида деа." Зарем Аллах не е тој кој што му се одзива на неволникот кога овој го моли? И сега некои си го поставуваат прашањето: како е можно Господарот субханаху ва таала во ваква тешка ситуација муслиманите да го молат, а ние да не ги гледаме резултатите на неговото одзивање? Напротив, кој верува вака, нешто не е во ред со неговиот иман. Таквиот нема убаво мислење за Господарот субханаху ва таала. Меѓутоа, каде е проблемот? Господарот субханаху ва таала вели: "Ин тансуруллахи јансуркум." Ако вие ја помогнете Аллаховата вера, Аллах сигурно вас ќе ве помогне. Аллах што? Сигурно вас ќе ве помогне. Во юthebit aqdamakum, и вашите нозе ќе ги зацврсне. Ќе ги зацврсне на патот на вистината, ако сакате и во буквален смисол, а и во пренесен смисол на зборот. Тоест, Господарот субханаху ва таала на овој умет ќе му даде кадар кој што е способен да се носи со тие општествени предизвици. Значи, ако уметот на Мухамед салаллаху алейхи ва салем е искрен, ако овој умет знае како да му се обраќа на својот Господар Аллах џеле фиула, тогаш Господарот џеле ше'нуху од неговата милост ќе даде со овој умет да управуваат богобојазливи луѓе. Луѓе кои што веруваат во Аллах субханаху ва таала, луѓе кои што веруваат во судниот ден, луѓе кои што веруваат дека без спроведување на Аллаховата правдина на овој свет нема никогаш да има мир, нема никогаш да има хармонија. Секогаш ќе има фитнелуци, нели? Во македонски фитнелук се вика смут. Малку чуден израз, ама да знаете. Значи, секогаш ќе има смутови, секогаш ќе има проблеми и секогаш ќе се води онаа историска наметната дискусија како богатите и влијателните владеат со сиромашните и слабите луѓе во светот. Значи, тој зулум, значи на непослушноста код Аллах субханаху ва таала,
не се спроведува само кон муслиманите, браќа. Тој зулум се спроведува кон сите луѓе во овој свет кои што не го поседуваат она што се наоѓа во рацете на тие така наречени во наводници господари на овој свет. Во некакви тајни здруженија, во некакви тајни организации, кои веќе ниту се тајни, ниту ништо. Туку секојдневно гледаме како политиката, нели, на непослушноста и непокорноста кон Аллах субханаху ва таала наоѓа негативни траги во животот на муслиманите. Муслиманите денеска немаат високо образовни институции кои што на вистина ќе произведат профил на човек кој што верува во Аллах, се плаши од Аллах, користен е на заедницата и пред се не е страшливец. Фрикацак, велат нашите браќа албанци, нели? Не е кукавица. Муслиманите денеска не поседуваат економско уредување кое што на вистина ќе биде во состојба да им обезбеди економска благосостојба на муслиманите во светот и покрај фактот што токму муслиманските земји денеска се најбогатите во светот. Меѓутоа тоа богатство иде секаде, само не оди за добро на исламот и за материјален просперитет на муслиманите. А кога велиме материјален просперитет, се разбира, сакаме да кажеме дека тука го подразбираме и духовниот просперитет или напредувањето на муслиманите. Зошто Западот и Истокот, и далечниот Исток, ја постигнале целта, успеале на овој свет, во животот на овој свет? Токму од една причина. Успеале да усогласат помеѓу потребата за остварување на материјално добро, од една страна, а од друга страна, преку само на нив познати начини, ја форсираат во наводници нивната духовност, која што се сведува на ништо повеќе, отколку на чисто обожување на сотоната, тоест на шејтанот и на неговата војска. Затоа, во средниот век, почнувајќи од 12-тиот век, значи по Иса, алейхи салату ва селам, значи од 1200-та година до 1600-та година, христијаните имале потреба да воспостават своја теолошка, тоест црковна власт. Оваа црковна власт на христијаните, колку им нанела неправди, колку им донела беди и колку тешкоти и неволји и проблеми оваа црковна власт му правела на локалното население, од друга пак страна толку била оваа власт позитивен генератор за просперитетот на денешниот христијански свет. Значи, тие морале да поминат минимум, значи од 1200 до 1600 година, значи 400 години колку што владеела таа црковна власт, позната под името Инквизиција, нели? А јас ќе ви појаснам, инша Аллаху теала, во наредните дерсови, малку повеќе, од каде таа Инквизиција и зошто се појавила воопшто и како обстанувала понатаму. И дали е вистина дека Инквизицијата го уништувала духот на научната желба за просперитет и напредок на христијанска Европа, или пак Инквизиција представувала тајна теолошка црковна полиција, која што била специјално организирана во почетокот, специјално организирана за вршење на атентати врз познати исламски авторитети. За подосна оваа Инквизиција да земе на замав и да стане, што? Да стане челична тупаница на црковната власт, која што имала 100% одобрение од кралската династија во тогашна Шпанија. Со една цел, да се избрише секој траг на постоењето на исламот во исламска Шпанија или Андалузија и да се уништи секоја трага дека муслиманите некогаш живееле на тоа подрачје и што да се направи пред се,
да се уништи духот за научните достигнувања и за супериорноста на исламското образование во споредба со образованието кој што христијаните во тој период воопшто не го поседувале. Сите се слушнале за Нострадамус. Нострадамус, браќа, не бил никаков пророк. Бил обичен лажов и шарлатан. Имал своја гангстерска група, имал своји друмски разбойници, нели, кои што ги плаќал, нели, од тие нивни фондови. Исто како што денеска политичарите се здружуваат во тие нивни гангстерски групи и удираат рекет на народот, нема никаква разлика, малку е пософистицирано денес. Денеска го вика демократија, вчера го викале тиранија на среден век. Тоа е исто. Нели? И ово имал една своја група на друмски разбойници кои што редовно плячкосувале и напаѓале муслимански каравани. И има докази дека човекот во една ситуација оплячкале или ограбиле еден караван натоварен со книги од една исламска библиотека. Сите книги биле со тефсир и со коментар на хадисите на пегамберот салаллаху алейхи ве селем. Овој ги зел хадисите кои што зборат на тема за судниот ден, нели? Малку ги изобличил на него својствен начин, малку ги модифицирал, малку ги разубавил и направил што? Си направил помеѓу останатото во неговата голема книга на лаги или пророштва, ги вметнал и овие делови. Нели, а книгата на неговите пророштва се завршува токму со темата која што ја од вечер ви ја избрав, со темата за Армагедон, нели, или за измислената битка која што светот на крстоносно-ционистичкиот сојуз ја најавува против верата на Господарот Субханаху ва Теала. Значи, не велам христијани, не велам евреи, браќа, да не се разбереме погрешно, бидејќи дури меѓу тие евреи има некои праведни луѓе, иако тие не ни ја признаваат нас правдината. Меѓутоа има. Дури и меѓу христијаните има праведни луѓе, браќа, кои што не ја поддржуваат идејата на војна против муслиманите, него туку велиме што крстоносно-ционистички сојуз. Зошто? Помнете ги добро овие термини за да подоцна ви се појасни сликата за која што овде ќе збориме во наредните 3, можеби 4 среди, инша Аллаху Теала. Нели? Значи, збориме за измислената битка на Армагедон. Зошто велиме измислена? Таа не е измислена. Таа битка дефинитивно ќе се случи. Меѓутоа, самиот термин Армагедон е измислен, самиот тек на таа битка која што ја најавуваат, нели, и начинот на кој што ќе се одвива, и начинот на кој што е прикажан во учењето на крстоносно-ционистичките дела, е сосема погрешен и во спротивност е со она што Ресул салаллаху алейхи ве селем го најавува пред судниот ден. А пред судниот ден Ресул салаллаху алейхи ве селем битката против тие големи сили кои што ќе тргнат да го еднаш за секогаш да го докрајчат исламот и муслиманите, се вика Мелхаме. Мелхаме. Значи, Бухари и Муслим, рахметуллахи алейхима, нели, оваа битка ја нарекуваат Мелхаме, но не затоа што они како улема тој наслов го дале, туку поради фактот што Ресул салаллаху алейхи ве селеме оваа голема битка ја нарекол, како браќа, ја нарекол Мелхаме. Што е проблемот? Само да не заборавам за Нострадамус. Како ја завршил Нострадамус книгата своја, браќа? Ја завршил со мислата дека и конечно пред крајот на светот ќе се појави на хоризонтот човек на конј со чалма и со голема брада, тој ќе биде антихристот.
Антихристот со чалма и голема брада може да биде само Мухамед ибн Абдулlah, алейхи салату веселам. Нели? Или кој? Или Мехди, така наречен. Има ривајети каде што се нарекува и Мехди. Меѓутоа он се вика Мухамед ибн Абдулlah. Мухамед синот на Абдулlah. Значи го има истото име како нашиот пратеник салалаху алейхи веселем, влече корени од генитивната лоза на Мухамед салалаху алейхи веселем, дури и физички ќе подсетува на физиономијата на Мухамед салалаху таала алейхи веселем. Меѓутоа што ќе ја нема таа привилегија да биде посланик, не дај Боже, да биде пратеник или да биде веровесник, да биде неби или да биде пејгамбер. Туку што неговата задача ќе биде на земјата да воспостави правдина, исто како што на земјата била воспоставена тиранијата, диктатурата и злото. Значи, овој момент до тука е што заеднички како кај муслиманите, така и кај крстоносно-ционистичкото учење. Значи, збориме за една личност, збориме за една битка, збориме за една голема случка, меѓутоа што деталите од страна на крстоносно-ционистичкиот сојуз се намерно извртени и намерно се погрешно пласирани за да ја измамат пошироката јавност, вклучувајќи ги и наивните муслимани кои што немаат информации за овие големи случки пред настапувањето на судниот ден, а од една страна, значи, постојано во заблуда да ги држат нивните радикални фанатици кои што се главните промотери и главните поддржувачи на светскиот тероризам во светот. Изгладнуваат деца, убиваат луѓе, уништуваат цели држави, плјачкаат цели држави, ограбуваат, на никого не му полагаат сметка за тоа и после себе си се нарекуваат носители на културата и цивилизацијата. Браќа, знаете ли дека некоја муслиманска земја? Знаете ли дека некоја муслиманска земја во светот владее со некоја друга земја? Не владее. Дури оваа културна Европа ден денеска има своји колонијални испостави во голем дел од светот. Холандија, например, земјата на апсолутна демократија, апсолутна слобода. И ние можеме да им позавидиме на тоа. Да, навистина има слобода. Навистина и државата се грижи за жителите на таа држава и така натаму и така натаму. Многу работи зеле од исламот и ги спроведуваат во дело. Меѓутоа една работа е факт. Таа педерска држава, нели? Знае ли некој дека таа држава ден денеска е колонизира кого, браќа? Јужноафричка република. Најбогатите наоѓалишта со рубини и дијаманти и драго камење ден денеска се што се слива во касите на Холандија. Значи, таа перална на пари на модерна Европа, каде е пералната на пари? Во Африка. Франција и ден денеска има своји колонии, Германија ден денеска има своји колонии, браќа. Нели? Па дури и една Италија и ден денеска има своја колонија во Европа, во Африка. Нели? А французите, знаете која земја далечна ја имаат под колонија? Требате да знаете. Нели? Дури и ден денеска ги црпат тие рудници, прикажуваат некакви изгладнети деца од 10 години и носат, глумат лудило тамо. Нели, велат, гледајте што им прават, почитување на детски права и така натаму, и детска амбасада меѓаши се буни во целиот свет за тоа и така натаму. А тие слики што ги гледаме, тие ги произведуваат. Замислете и ден денеска деца во Виетнам
Во Виетнам до 10 години деца работат во рудници, од тие рудници се богатат некои француски милиардери или милионери ден денес. Меѓутоа, што е овде карактеристично? А од друга пак страна, ни една муслиманска земја не да нема колонизација некаде, туку тие самите се колониализирани. Не поседуваат никаква индустрија. Значи, не поседуваат никакви научни достигнувања. Не постигнале ништо што би можело да ја обезбеди материјалната благодет на тамошното муслиманско население. Туку што од време на време ќе се организираат големи свечености, банкети така наречени, нели? Банкети така наречени, на кои што ќе се појави некоја позната личност од владеачката династија и ќе се поредат 1000, 2000, 10.000 луѓе и секој еден ќе носи по едно хартивче. Гледајте понижувања, браќа. Како муслиманите денеска константно ги понижуваат. И тој завален, дали е крал, дали е принц, дали е цар, што ли Аллаху алем, нели? Тој завален во својот наслонјач, во својот диван, седи и овие јадници ко фукара седат пред него, Аллах да ти даде дженнет, Аллах да ти даде ова, Аллах да ти даде она, нели? И му дават некакви хартии и он само Аллах, дајте му, хајде дајте му, овој јадник бара 1000 евра, овој јадник бара за куќа, овој кола му треба такси да работи и овој само дај му. И за една вечер ќе подели едно 15-20 милиона долара. Ќе подели. Меѓутоа на тој начин си купиле што? Си купиле власт во наредните 5 години, повторно, никој да не ги вознемирува. Кога Ресул салаллаху алейхи ве селем муслиманите ги понижувал на тој начин, браќа? Кога Мухамед салаллаху алейхи ве селем им го правил тоа на асхабите? Напротив, кога некој од страна би влегол во друштвото на Мухамед салаллаху алейхи ве селем да го извести дека го прифаќа исламот и во желба да го види пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, иако Тирмиди во неговото дело Шемаилул Мухаммедие, значи одликите на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, со цензура на шејх Албани рахметуллахи алейх, нели? Иако тука се наведува хадис дека Ресул салаллаху алейхи ве селем зрачел и кој и да дошол веднаш би го препознал. Понекогаш доаѓале луѓе од страна, од преголемата скромност на пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, прашале каде е Аллаховиот гласник, а тој бил седел тука меѓу нив. Зошто, браќа? Затоа што исламот на човека му наредува максимална скромност во релација човек со човек. Аллах субхану ва таала кога го опишува, кога го фали Мухамед салаллаху алейхи ве селем во Куранот и кога ги опишува позитивните карактеристики на овој уммет, вели Мухамедун Расулуллах. Мухамед е Аллахов пратеник. Значи, ова е печат дека да, тој е пратеник, таа мисија е негова собственост, никој не може да му се меша во тоа. Wallahu ja'lamu haythu yaj'alu risalata, а Аллах најдобро знае каде и на кого ќе му ја даде својата посланица, нели? Но сепак Ресул салаллаху алейхи ве селем е скромен. И затоа Аллах Джелешану го опишува. Да, тој е Мухамед е Аллаховиот пратеник. Тоа се неговите карактеристики. Никој не може да му биде конкуренција во тоа. И да сака нема да успее. Се обиделе некои луѓе да го емитираат или да ја превземат неговата улога и што останале, отишле на историското, на отпадот на историјата. Станале ѓубриште. Како што е најпознатиот лажливец кој што се представувал за пејгамбер, нели? Мусейлеметул кеҙаб, лажливецот Мусейлеме. Како го опишуваат Ресул салаллаху алейхи ве селем, бил убав, бил наочит, зрачел, секогаш мирисал и да не користел миск, Аллах субханаһу ва таала му дал, нели, му го дал тој керамет, дури кожата негова салаллаху алейхи ве селем мирисала на миск. Нели? И сите знаат, бил наочит, не бил многу висок, не бил низок, нели? Бил прав, вака како столб, не брзал кога одел, ама и не одел многу полека. Кога зборел,
не се дерел вака како мене, ама и не зборел полека, не шепотел луѓето да не го разберат, туку зборел разговетно, чисто, да може секој да го разбере. И луѓето да не го прашаат два пати. Како? Не, еднаш ќе каже салаллаху алейхи ва салам и крај. Нели? Додека Мусейлеметул Кедзаб, браќа, бил низок. Толку бил низок што може да кажеме бил краток. Значи не бил низок, бил краток. Нели? Бил разбарушен и толку бил грд, толку бил ружен и со одвратно лице, браќа, што има ривајети дека луѓето не можеле два пати да го погледнат в лице. Меѓутоа, знаете што е интересно? Не постоела ни една од редот на најубавите и најатрактивните арапки, а да била во состојба да му одолее на Мусейлеметул Кедзаб. Колку бил ружен, грд и одвратен, најубавите женски, во наводници, манекенките на тоа време, кога го гледат, еднаш да го видат Мусейлеме, паѓале во несвест. Веднаш се заљубувале во него, браќа. Значи ги имал најубавите арапки за своји жени. Не постоела жена која што можела да му одолее на неговиот во наводници шарм. Меѓутоа не бил шарм, овој бил шејтан, работел со сихр. Нели така? Човекот бил познат дека е сихрбаз. И каде и да види добра женска, ја зимали крај. И дури тие пагански обичаи, кои што постоеле кај старите арапи, подоцна се помешале со паганските обичаи на христијаните. И затоа гледаш денеска христијаните прават што кога ги зимат нивните млади, нели ги зимат на раце и во куќа ги внесуваат на раце, нели прагот го поминуваат. Знаете зошто? Затоа што се плашат од зли духови, се плашат од сихрови, нели, а живеат со такви појави и ја зимаат младата да го пречекори прагот на куќата, не она, за да не сгази на тој сихр, туку еве младичот кој што е навикнат на тие сихрови, ќе ја пренесе и ќе ја смести дома и после живимо фино лепо у сихру сви заедно. Овој Мусейлеметул Кедзаб се знае како завршил. И не само дека историјата е сведок, дека секогаш ќе постојат Мусейлеметул Кедзаб, туку што историјата не учи дека филозофијата, начинот на настапот, браќа, на кој што делувал Мусейлеметул Кедзаб, нема да престане се до судниот ден. И тоа денеска ние го гледаме. Јас, сите вие овде, ние сите што сме тука, и сите муслимани кои што се жртви на куфрот, нели, на нивните бомби, на нивното економско уништување на муслиманската заедница, на нивната идеја секаде во светот над муслиманите да се спроведе палестинско-ерусалемска гетоизација. Ние денеска ги живееме тие моменти, браќа. Ние денеска тоа го сведочиме. Не сме свесни што се случува околу нас, или не знаеме да го читаме Куранот, не знаеме да го разбереме сунетот, па не знаеме како да се поставиме и како да реагираме. Ја не велам сега некој ќе чуе, ајде веднаш да има, Аллаху акбар, убивај таму. Не, далеку од тоа. Значи, ова што се обидуваат да им го прикрпат на муслиманите, не е вистина. Не. И гледајте сега една работа. Ај, сега ми падна нешто на ум. 95-та година, во март месец, во едно место во Босна се вика Столац. Во ова место во 95-та година четничките орди, кои што пред 2-3 дена во Вишеград, нели се собра преку 20-30 права паравојна формација, браќа, со униформи, значи права паравојна формација, војска цела. Нели? Никој не ги забележува. Никој не знае што се случува. Тие не се никаква опасност. 20-30 во еден одеднаш ќе се соберат. Нели? Го претепа новинарот на ова CNN телевизија, ги скрши одмавање. Значи, дури и новинарот на CNN може да го тепаат. Значи, не збориме за Шутер или БТР.
Се извинувам да не се увредите, нели? Нели? Се шегуваме со браќата. Значи, збориме за телевизија со светски реноме, која е во служба на ционистичко-крстоносната кауза. CNN. Одат и четниците ги фаќат и ги тепат како мали деца. Никој ништо не реагира. И кога го прашат градоначалникот на Вишеград, каде што беше оваа нивна парада, он вика, не се терористи, вика, каква паравојна формација? Вика, тоа е, вика, мирнодопско фолклорно друштво со тенденција за развивање на култура, диалог, толеранција и можност за развивање на осет и за тренирање на народни игри и забави. Ке се појави еден Аллахов роб со брада, нели? Тој е терорист, тој е закана. Се исклучив. И микрофонот се исплаши. Кога реков брадоња, се исклучи. Добро, браќа. И видете сега што се случува. Во ова место Столац, 95 година, четниците срушиле џамија. Кога заврши војната, значи во Дејтон, во Америка, они си направиле некој свој договор, што не сме успеале да уништиме во војната, ќе уништиме после војната, тоа ќе го наречеме Дејтонски мировен договор. Дејтонски мировен договор. Замислете абсурд. Во 96-та година жителите на Столац, на ова место, иако биле протерани, биле убивани, тие што успеале да се спасат, ги тужеле четниците, значи Република Српска, ја тужеле пред сите судски инстанци во Босна. И барале да се исплати одштетат за струшената џамија и џамијата да се изгради со средства на така наречена Република Српска. Република Српска убивале муслимани и си прогласиле своја држава. Нели? И замислете, требала Република Српска да исплати одштета во вредност од 1.970.000 конвертибилни марки. Значи, тоа е некаде околу, ајде кажи, 980.000 евра. 1.000.000 евра нека биде. Се тужеле јадните луѓе, нашите муслимани, јадни, немаме врска со животот. Од сите страни нели ни забиват нож в грб, на голема жалост, поради тоа што немаме политичка елита, немаме интелектуална елита, немаме мислители, немаме аналитичари, нели? Немаме никакви научни достигнувања. Сите имаат некакви академии на науки и уметности и ние муслиманите немаме ништо. Ние имаме Академија на наука и уметност. Која академија? Веднаш тука 200 метри вака во овој правец. Кога играш купи или слога, како се вика. Таму ќе научиш и култура и интелектуално ќе се воздигнеш. Значи, а речникот ќе го збогатиш, машааллах. Разбираш? Нема никој од фамилијата да ти заборават. Муслиманите немаат ништо. И замислите си една работа, браќа, ги тужеле и после 20 години од тужбата откриле дека делото застарело во 2000 година. Значи 4 години се тужеле и делото после 4 години застарело. Замислете сега абсурд. Пред некој ден судските инстанци во Босна, нели, окупирана земја. Не постои нешто, немојте да се занесувате, да мислите муслимани, па ајде таму има муслимани. Не, институциите се во рацете на србите и на хрватите, на голема жалост. Нели? Што направиле? Пред неколку дена донеле пресуда тужителите муслимани да им исплатат на тужените срби одштета во вредност од 500.000 евра за нарушување на нивната душевна состојба и поради предизвикување на стрес и траума. А џамијата нема да се изгради. Ова е правдината? Ова е филозофијата? Затоа муслиманот треба да биде далекосежен, значи во своите погледи, во своите анализи,
кога го чита Куранот на возвишениот Господар Аллах субхану ва таала, кога живее со сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Никаде, никогаш во историјата све кажале за Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Од една страна све најдобро, дури онаа книга, не знам кој беше авторот, познат овие, нели, овие Ихванул Муслимин, нонстоп тоа го повторуваат, дека има книга, и ја има таа книга, ја видов, авторот не знам како се вика, христијанин е авторот, наброил 100 најпознати личности во историјата. Како? Майкл Харт. Джезакаллах хейр, Аллах ишпреблевте. Ова беше нашиот познат брат Фадил Ефендија, Джезакаллах хейр. Одлична информација. Майкл Харт. На прво место го ставил Ресул салаллаху алейхи ва селем. Од една страна. Од друга страна, Ресул салаллаху алейхи ва селем е најнапаѓаната личност во историјата, браќа. И најповеќе осудуваната личност во историјата е кој? Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Немој да мислите дека е тоа Хитлер. Не. Мухамед салаллаху алейхи ва селем е најнапаѓаната личност во историјата. Зошто? Затоа што Хитлер му истекол рокот на траењето. Не знам дали сте приметиле, деновиве, во задниве неколку месеци, ајде да кажеме пола година, нон-стоп се фаворизира и се форсираат емисии во врска со Хитлер. Значи, нон-стоп се збори за нацистичка Германија и нон-стоп се збори за тоа како нацистите од Германија имале таен култ на фаворизирање на магии, на сихрови и по пат на црна магија сакале да воспостават доминација во светот. Сакале да воспостават што? Доминација во светот. Хитлер дури праќал свој, за 5 минути завршувам мало да ја награди, ова сметајте го за увод во темата која што ќе ја почнеме идната среда. Хитлер дури праќал своји посебни, значи екипи, алейкум селам атла, посебни експедиции во исламскиот свет, посебно во Кудс, за да го откријат табутот кој што Аллах субхану ва таала им го пратил на Бену Исраил, за да се потврди посланството, за да се потврди пејгамберлукот, не посланството, се извинувам, на Јуша ибн Нун. Нели? Значи, младичот кој што бил во друштво со Муса, алейхи салату ва салам. Бидејќи верувале, кој ќе завладее со тој табут или ковчег, ќе има апсолутна власт над земјата. Меѓутоа, што е тука заедничко, браќа, помеѓу Хитлер и една многу позната историска личност? Сите го знаете, Кристофер Колумбо. Нели? Италијанец, кој што бил тамо во Шпанија, нели? Ја обожавал шпанската кралица и ветувал големи ветувања. И идејата на Колумбо, кога тргнал во освојување на новиот свет, знаете која била, знаете со кој ниет отишол? Не отишол тој да обезбеди просперитет. Значи, не отишол тој да пронајде нешто што ќе им користи на сите луѓе, нешто што ќе биде од помош или. Не. Туку овој фанатик бил задрт, крстоносен, радикален екстремист. Значи, по секоја цена сакал Кудс да се освои и по секоја цена овој човек сакал да пронајде богатство и тоа богатство за што да се употреби, браќа? Тоа богатство да се употреби за фаворизирање на што, браќа? Фаворизирање на еврејската кауза. Значи, за фаворизирање на еврејската кауза или за формирање на конечната еврејска држава, верска држава, ционистичка, која што ќе го означи почетокот на ќе означи почетокот на 1000 годишната
благодет во која ќе живеат само искрените во наводници Божји миленици. Овој браќа сакал да оди да пронајде злато. Знаете со каква цел? Да се земе тоа злато, да се донесе пред нозете на тогашната кралица и целото злато да биде употребено за формирање на нови крстоносни војни и за придвижување на нови крстоносни хорди кои што ќе тргнат во повторно освојување и окупација на Кудс, и златото, помеѓу останатото, требало да се искористи за повторна изградба на хејкел. Хејкел е што, браќа? Хејкел е оној фантомски храм на кој што се повикуваат евреите и ветуваат дека ќе го изградат пред доаѓањето на, во наводници, антихристот, пред доаѓањето на Мухамед ибн Абдулла. Нели? Зошто, браќа? Затоа што го чекат ветуваниот крал, нивниот цар, кој што ќе ги поведе во таа голема исконска битка. А Хејкел ќе биде местото каде што деџалот ќе го воспостави почетокот на својата власт. Тоа ќе биде тој, нели, и од таа причина ви реков еднаш, веќе почна да ги копаат темелите на Кудс и така натаму и така натаму. Значи, драги и почитувани мои браќа, ова нека ви биде увод, инша Аллаху Теала, за темата која што ќе работиме, а еве сме ја насловиле Армагедон, измамата на милениумот. Ете, инша Аллаху Теала, од идната среда почнуваме со оваа тема. Ва субханека ва хамдика, ашхаду ан ла илаха ила анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах да ве награди, браќа. Аллаху, 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 Аллах. Аллаху, 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 Аллах. Allah